нашата денешна експедиција не води до едно од најзначајните места во Македонија и во светот. Секоја експедиција бара добра подготовка. Треба добро да се испланира и да се земе се што е потребно, затоа што после нема назад. Денес одиме во Кокино, мегалитската обсерваторија, која постоела уште пред 1500 години пред нашата ера. Пристигнуваме во Куманово, нашата попатна станица. Тука сме да се запознаеме со човекот кој што во 2001 година прв го открие локалитетот Кокино и ја препозна неговата функција, археологот Јовица Станковски. Тој денес ќе се приклучи на нашата експедиција и од поблиску ќе не запознае со тајните на овој локалитет. Се случува при планирањето и пакувањето нешто да се заборави. Затоа застанавме и ја искористивме шансата да ја пробаме надалеку познатата кумановска пита. Сега ќе идеме на еден комплекс од неколку карпести ридови. Геолозите велат дека се тоа изливи на лава и кои се случиле во некој си давнешно минато, некои си геолошки периоди и дека сето тоа се случува на работната така наречена Кратовско-Зетовска вулканска област. Карактеристично е дека тие изливи се случиле во моментот кога целиот тој простор бил тука, зборуваме значи сега за Костоперска карпа, за Вуевска карпа, кога се навоѓале на дното, значи на некое езеро, било тука едно големо езеро. Тоа го покажува и самата структура на карпите на горната површина. Јас сум работел како археолог горе на Костоперска карпа и одеднаш доаѓате до една, иако се тие базалтни карпи цврсти, меѓутоа горе имате одеднаш една многу порозна шупликава структура. Тоа е например како кога шекер горите, му сипете вода и се случуваат тие такви шупликави некои структури. После се не објаснија геолозите дека всушност се работи за горен дел од тој излив вулкански кој во допир со водата бидејќи излегувало од дното на некогашно езеро и давало таква шупликава структура. Сега еве ги, значи еве се вика Костоперска карпа, некои го викаат Жеглиговски камен. Значи Костоперска карпа, значи на неа и во незина во самото незино подножје, значи е констатиран континуитет на живот од преку 6000 години. Значи од некој среден неолит па до доцен среден век. 7 имате цркви регистрирани тука само на карпата и околу карпата. Енеја таа црква горе од почетокот на 17 век, околу 1600 година, Света Петка. Кокино се наоѓа на 35 километри од Куманово, на врвот Татичев камен, а името го добило од селото Кокино. Еве го горе Кокино горе, ене го тој рид што штрчи на хоризонтот осамен. Кокино е во употреба 1200 години. До сега ние на еден мал простор, колку го истраживме, извадивме преку 1 тон материјал. Керамички фрагменти од воглавно керамика. И баш од тој период најраната керамика е баш тој 19 век пред нашата ера, кога астрономите сметаат дека е изградена обсерваторијата. Во 7 век пред нашата ера, значи негде околу 1200 години после тоа, доваѓаат некои други, за кои веќе Кокино не е света планина. И они направиле населба. Заради тоа, значи, Кокино обединува два големи сегмента на еден преисториски локалитет.
Тоа е света планина на кој се изведувани планински култови и стара обсерваторија. Народите преисториски на овој простор мислеле дека мора тој театар на стварање на светот секоја година да го повторат за да се обезбеди циклична обнова на природата. На 31 јули се случува тоа. Сега не знаеме што им значи тој датум. Веројатно е крајна жетва или нешто друго. Значи, и сега обредот сигурно изгледа вака. Доваѓаат племенските старешини тука, седнуваат на престолот. Бидејќи се работи за место од каде е посматрана на небото, они знаат дека на тој ден ќе се случи тој ефект. И сега, значи, утринското сонце излегува зад хоризонтот. Не треба на еден сат да се појави на нишанот. Веќе е ден. Меѓутоа, кој ќе се појави на нишанот, таа за момент, 10-20 секунди, можда и половина минута, осветлува само еден од учесниците во церемонијата, оној кој седи на вториот престол. И ефектот сигурно бил јак, сега тој нишан е половина срушен, али кој е бил горе до половина и бил покрен со камен, вие имате концентриран зрак само на еден. Што значи тоа? Тоа значи дека Богот Сонце, или како да го наречеме, Сонцето како врховно божество, му го предава својот легитимитет на еден избраниот тука, нели, тој кој треба да го продолжи обредот. Едноставно го легитимира како негов застапник меѓу неговите соплеменици. Овој после тоа како станува посветен, овластен, нели, да го продолжи култот, веројатно станува после тоа. Сето тоа е попратено со некои церемонии, песни, не знам што и така натаму, и коле жртвено животно. Тоа е сигурно коле жртвено животно. Крвта на животното ја оплодува земјата, како што некогаш, нели, божествениот дожд ја оплодил, и на тој начин е циклусот затворен и обнова на природата може да почне за гарантиране. Заврши асфалтираниот пат. Сега е време нашите возила, а и нашите возачи да се покажат во вистинско светло. Пристапот кон обсерваторијата е од јужната страна. Кокино се наоѓа на највисокиот врв во околината и таква поставена со одминатото му возможувала да комуницира со останатите ридови во случај на опасност, како и кога било потребно да се најави почетокот на жетвата. Значи, Кокино дава највеќе податоци од сите досега познати астрономи, најкомплетни податоци. Значи, тука ги имате Сонцето во 3 негови карактеристични позиции, месечината имате во 4 нејзини карактеристични позиции. Потоа имате правење на календар со помош на месечината, многу прецизен, со циклус од 19 години. Сега, за да се види обсерваторија, треба да се заследне нова транша овде. Овде се гледа целата обсерваторија. Ова е еден обреден простор. Еве и светата крава имаме тука, дојди да ја сликаш. Пази, гениално е, дојди. Да, види како и... Еј каков кадар. Симето. Еве ги сега, видите ги. Еве ги. Ете ги престолите. Престолите долу, значи вештачки е направени се две платформи. Така. Една долу со престоли и едната е ова, ние нарековме обреден простор, обредна просторија. Се работи за угасен вулкан. Значи ова е геолошки или вулканолошки, кој термин да го употребиме, вулкански нек. Тоа во крстопорките, нели, тоа е грлото на вулканот и задниот излив на лава кој излегол, отсврснал, се прелив и го дал овој, значи, оваа структура. Сега што се случило уште? Се случило да таа лава се лачела вака постојано у мали количини и столбесто некое излачување. Така да оваа стена која е андензитна, која е многу цврста на притисок вака, меѓутоа видите дека тоа столбесто лачење направило, значи, да и она има пукнатини по хоризонтала и вертикала. Таа особина им олеснило, работата им олеснило на преисториските жители да направат две платформи, зашто она изгледа како поплочено. Не е тоа поплочено, него они ја нашле пукнатината и само ги туркале оние блоковите ги со помала сила, нели, ги делкале и полесно им било да
да ги така изделкаат, отколку зъбите да е грани, тоа ќе биде како Но во секој случај тука има работа која има работа, не е, па ги работа да се направи. не е за еден месец. Не, Ова тоа е делкање работа било чудесие. Дури за да се најде да го сватат системот на појавување на месечината, на повторување на незини позиции, тоа требало 19 години да се непрекинато секој ден посматра, а за да се свати дека е циклус, значи 36 години некој морал секој дневно да посматра тука дека што И да бележи на одреден начин, да се сеќава. Дај Боже да ние најдеме тоа бележењето да е врз камен. Они сигурно го бележиле. Ако го бележиле врз кожа или врз дрво, тоа е пропаднало. Ако го бележиле врз некој камен, може да ќе имаме среќа да го најдеме. Поголема е логиката да си го остави тука на каменот колку да е друго, но треба да се бара. Можно е, треба да се бара. Видите сега што направиле. Значи они направиле прво две платформи една. Ова платформа одела онаму кај што она звунчето зелено тука е однесена од ерозија. Зашто што у Македонија знаеш на секои 500 години има некој катастрофален земјотрес. И престолите се уништени. Маркерите, нишаните, два се сочувани фактички. Еве овој овде од оздола ќе го видите како изгледа горе. Тој ќе видите од оздола изгледа како седло, да? Јасно ми. Тој има горе наставки. Наставки има, се гледа. Се гледа. Јас сакам да утврдиме човечка работа на човечка рак. Тоа е. И тоа фактички одело вака. И најверојатно и горе може да биде со прозорец покриено, за да може мигот да се фати. Значи, прозорец и низ прозорецот врви точно во определено време тој зрак. За Кокино има уште многу да се зборува, но не може се да собере во една епизода. Затоа бидете со нас и во следната, каде што продолжуваме со откривањето на тајните на ова место.